Тажна фудбалска вечер во Скопје. Воска го победи Вардар 1:3 на среде градски стадион. И тоа не е прв пат. Не е прв пат, дај Боже да е последен пат. Една неслана традиција на Вардар со Воска, кој овој пат заслужено победи, како и предходните 4-5 надпревари, каде што продукција Скок беше на лице место, дали во Охрид, дали и на стадионот во Маđари, ирелевантно. Не би рекол пораз, еден дебакал, еден навистина фудбалски срам за Вардар, без оглед и големи екипи може така да го доживеат ова, но каде води оваа работа? Како телефонот, после надпревара телефонот не престана да ти титка, да ти звони, вибер, меседжери, јавувања. Не одговараш на никога. Веднаш да кажеме, тажни сме и ние. Значи, ние плачеме, не сме ние тие кои се радуваме. Ние плачеме за оваа, да кажам, актуелна ситуација на Вардар. Ајде вака ќе водиме Другутов. Тоа што во изминатите недела дена, 10 дена колку и да има продукција Скок го емитуваше, значи твоите неколку емисии или нашите неколку емисии каде што беа така во ајде најблаго кажано малку поостри, значи каде што го искажуваш твојот став околу работите, како ти гледаш на работите во Вардар и на оние кои што нели важат, иако уште неформално како раководство на клубот, да бидеме малку искрени кон оние што навистина ни даваат поддршка, кон оние кои на што навистина ни веруваат или пред се ти веруваат тебе. Затоа ја правиме емисијата наместо извештај. Значи продукција Скок не имитуваше инсертите од стадионот во Чаир, лани имитувавме кога беше најжешко. Кога на Вардар му гореше, кога фудбалерите ги изгореа во... Кога исто така свиреа и викаа против... Ова година, можеби, ова е повеќе од игра што се случува со Вардар. Не се поразите на Чаир и овој срамен дебакал против Воска во Скопје или заслужена победа на Воска. Нема негација на фудбалската игра на охријаните. Каде е Вардар? Што е ова? Да, вака, јас сакам вака, значи е како да пробам да глумам, да речам условно глумам, како некој што го сака Вардар, и тоа е вистина, значи јас сум од дете, јас сум тука родена во Скопје, во градскиот парк израснав, значи одев на Вардар со шеска книжка целото моје семејство. Па Вардар е малку и наш, тоа е. Вардар е малку мој, малку твој, малку на сите. Без оглед кој го раководи Вардар, поддршката треба да има од навивачите, од публиката, од јавноста да има поддршката тој што го раководи Вардар. Сакам тоа малку да го кажеме, ама така да го кажеме отворено, не во пета димензија како што името на нашата емисија, да го кажеме отворено со да не речам обични зборови за да бидеме на чисто. Што е тоа? Денеска комитите, значи минатиот надпревар комитите пуштија едно соопштение, рибата смрди од главата. Знаеме сите посочувајќи кон кого, но оние што се водат како раководство на Вардар во моментот. Иако мораме да бидеме прецизни и децидни, согласно сите фудбалски прописи, сите статути, сите пишени или непишени правила, некој треба да те не именува на функција, а другиот кој бил на функција да биде разрешен од функцијата. За да знае публиката во Вардар, за да знаат навивачите во Вардар, за да знаат сите кои го сакаат Вардар. Такво нешто во Вардар се нема случајно. Ја не сакам јавно да кажам дека се уште сум официјален потпорол на Вардар на хартија. Па срамота е. Добро, ајде вака. Не за мене, за Вардар. Те разбирам, ама ај вака да појдеме. Да појдеме малку и од една друга страна, иако не е тоа вечерашната наша емисија, играта на Вардар и каде оди играта на Вардар, што се случува со играчкиот кадар, со тренерот, раководството така натаму. Сакав ова да кажам. Значи, јас останувам воздржана во однос на ова ти што го кажуваш, зошто? Значи, останувам воздржана во однос на начинот на наименувањето и се, затоа што и многу други работи не се во Вардар онака како што треба на хартија, да не почнуваме од тоа дека сметката на ФК Вардар е се уште блокирана, а Вардар дека функционира со таква блокирана сметка. Приказна. Значи, многу нешта не чинат не од сега. Многу нешта не се направи од пат како што треба уште од минатото. Не е моментот сега затоа што овие нови луѓе дојдоа и некои работи не чинат. Апсолутно се сложувам со тебе дека за голем Вардар... Твојата констатација е на место, бидејќи ти си дел од продукција Скок и го следиме Вардар веќе трета година во континуитет. Значи, најлесно е да фрлиме со дрва и камења по овие кои сега, иако неформално го водат Вардар. Ајде, ќе удриме по нив, да не ги кажуваме имињата и презимињата. Ама не е тоа поентата, тоа се крши на црниот грб. Така е, Вардар губи.
Така Не е. губат луѓето што го водат Вардар. Апсолутно. Вардар е и мој, и твој, и на овие сите кои го сакаат Вардар. Значи, го кажав првиот момент. Првиот момент е предупредувањето од страна соопштението од страна на комитите, рибата смрди од главата. Вториот момент е каде што денеска комитите, јас ќе кажам многу помалу бројни од минатиот пат и празна Па и со трибина за Пелистер помалку. Така, значи комитите овој пат скандира Миленко оди си оставка и слично. Јас, значи, како човек што го сака Вардар, мене не ми е мерак, не ми е убаво што е тоа така. Зашто? Ние можеме некого да сакаме, да не го сакаме, да го почитуваме, да не го почитуваме. Да гледаме какво му било минатото, каква сега. Значи, тоа треба да го трнеме на страна. Можеби, јас себе сакам ти да го кажеш тука, бидејќи ти си тој кој што те препознаваат и кој што те бараат и бараат од тебе мислење. Сакам ти да го кажеш твоето мислење и став. Јасно, дека независно по мене, Другутов, независно кој ќе биде на чело на Вардар, кој ќе биде во моментот раководство на Вардар, дали е тоа некој од комитите, дали е тоа некој од владата или човек на владата. Мене не ми е гајле кој е. Значи мене како на навивач не ми е гајле кој го води Вардар. Сакам да го води кон добро. Така е. И мислам дека тука е не е пиштолот, отровните стрели, критиката не е насочена кон човек, не е насочена кон личност. Не се насочени кон повеќе луѓе и личности. Вардар е посилен од сите нас. Вардар е посилен од сите нас. Меѓутоа, некој мора да одговара на прашањата. Јавноста бара одговор на прашањата. Зошто вакви просечни играчи се доведени? Кој ги довел играчите во Вардар? Значи, еве, да не маваме и со дрва и со камења и по доведените и по староседелците. И тие играат проблематично. Сега не сакам да оперирам со имиња и со презимиња. Јас ќе кажам, жално е што денеска има луѓе кои што црвено-црната боја се прикажуваат дека им е во срцето, нели? А не делуваат така. А не само што не делуваат така, денеска и се радуваат. Значи не можеме ние да се радуваме денеска на поразот на Вардар. Не можеме, значи не може Македонија, не може Скопје да се радува денеска на поразот на Вардар затоа што Миленко Неделковски е во неофицијалното раководство на Вардар. Тоа е глупост. Тоа, значи, кој е Миленко Неделковски, кој е Мијалче Другутов, кој е овој или оној? Тие се никој и ништо во однос на Вардар. Вардар е името свето, Вардар е клубот на народот. Не се Миленко, утре е некој друг. Менлива категорија, само да те подржам у твојата констатација, која продукција Скок ја следи. Се сеќаваш кога излегов по стадионот во автокоманда против Арсими, прво пролетно коло, почна Вардар со подготовки од една недела. Панта, Дарко Млицевски го промаши пеналот, Вардар изигра 1:1. На излезот од стадионот имаше луѓе кои викаа Вардар нема да влезе, сега не сакам да кажам дека ликува. Вардар е во катастрофална ситуација, Вардар не го бива, со овие играчи не оди, срам за Вардар, па и некои се радува искрено на тоа реми против Арсими. Ние тагувавме и тогаш. И издржавме. Секогаш јас тагувам 40 значи апсолутно издржавме во таа битка и сега треба да издржиме да му помогнеме на Вардар. Ако овие кои веќе не се дојдени легал, ја морам така да кажам, тоа е моје мнение. Значи немам против никого ништо лично, нити против. Личните работи ќе ги решаваме надвор од просториите на Вардар и надвор од неговите надпревари, примените, дадените голови. Треба да се знае, треба да има ред. Некој да одговори на прашањата. Каде оди Вардар? Зошто комитите се избркани како кучиња од клубот? Темата е болна, но рековме по барање на сите оние кои што ти пишуваат и кои што сакаат да слушнат вистината која што ние ја знаеме, вистината која што ние перцепираме. Следејќи го Вардар, значи така. Сме биле дел од 3 години од втора лига, прва лига. Јас сакам само кратко да го дадам овој вовед, а потоа повели кажи што мислиш бидејќи ги интересира твоето мислење. Значи јас сакам да го кажам овој вовед. Вардар завршува сопстанок во првата лига. Поминува што поминува време, се доцни со подготовки, тоа го знаат сите, нема да ширам. Во клубот се најавува влегување на нов спонзор. Нема сега тука можат тие што треба да излезат да си кажат јавно, значи во клубот влегува Миленко Неделковски со својата екипа и комитите се тука го пречекуваат. Настанува јавна тајна веќе, настанува курштус меѓу нив за Миленко председател или председател од страна на комитите.
Моето мислење, скромно, вакво, такво, какво и да е, тој што доаѓа во клубот и вложува пари, за возврат треба да каже што нуди и што дава, има право да назначи председател. Тоа е моето мислење. Тоа е моето. Иако апсолутно тоа не значи дека, да не зборувам сега за комитите, тоа не значи дека комитите треба да се надвор од клубот. Апсолутно комитите не може да бидат надвор од клубот. Вардар без комити не е Вардар, нема Вардар без комити. Повели, кажи ми, еве прашуваат, сакам да бидеме доследни на тоа, сме ветиле дека ќе кажеме. Што ти мислиш? Значи, никој не ја кажува приказката од почеток дека комитите сакаат да излезат од Вардар и да се вратат на тревлините. Тоа не е спорно. Тоа беше кажано на пресконференција која ја водев како потпора на клубот. Гласно, јасно, недвосмислено. Кога имаше најави дека државата, градот Скопје, општините, приватни лица, спонзори ќе го потпрат клубот, јас лично и со голем број на вардарци искрени се радувавме, надевајќи се дека ќе се направи единство, дека тие што ќе дојдат ќе преговараат со ВД раководството, дека ќе најдат некој преоден временски рок да бидат тука додека сето тоа легне, се наштимува, се уклопи, да има примопредавање и на клубот и на документацијата. Што е важно, кој бил, кој ќе излезе и кој ќе влезе ако на Вардар му е добро. Апсолутно. Што е важно Тоа тоа? е најважното. Најважното Не се случи тоа, тоа е проблемот. Зошто не се случи? Затоа што имаше кавга на највисоко можно ниво меѓу високи инстанции од да кажем од власта, од државата, добро намерно да му помогнат на Вардар. Ајде, јас вака. И тука Јас не можам да зборувам на твојот јазик и никогаш не сум можела, но во ред. Тоа значи во превод, сакам да разберам. Тоа во превод значи комитите како веде раководство кое што ги пречекува овие нели новодојдените сега. Така, им отвара врата, повелете влезете. Не сакаат, значи имаат против Миленко, не сакаат да влезе Миленко во клубот. Коректно го отвараат тоа, не го бркаат од Вардар. Значи не викаат Миленко не е човек, еве ќе кажам, не е човек што не го разбира фудбал. Ма не може он да е поголем од Вардар и поголем од тие што крвареа за Вардар за да го донесе до тука. Добро, тука се станува збор за суета, станува збор за каприц. Значи јас вака ќе прашам. Не може било кое име да е, дали е Миленко или било кој друг на негово место во моментов, еве утре некој друг ќе биде. Така е. Не може тој што доаѓа. Не збориме за него, збориме за личност. Ама јас вака ќе кажам, дали ти мислиш, значи не може да дојдам јас да бидам да водам се во Вардар, значи да бидам прв човек без разлика како е крстена функцијата во која што сум во моментов и да му посакувам на Вардар лошо. Ја не можам и не сакам да верувам во тоа. Значи не сакам да верувам. Мора да се смират страстите, бе мија. Значи тука има знаење и незнаење. Сега нека извинат сите што ќе ги прозвам и овие кутрињата кои трчаат околу човекот за кого зборуваме, тоа се кутриња за мене без навреди. Зборуваме за некој кој се представува како менаџер, инаку е спортски новинар, Игор Ивановски иди. Добро, мој колега од минатото јас го цела почит по неговиот минат труд. Значи треба да се влезе на голема врата. Не да влезеш на мала врата во Вардар и да кажуваш ја не сум ништо во Вардар, ама јас сум во Вардар. Тоа не е добро за Вардар. Значи се вртиме од ќоше кон слепо, како беше тоа слепо кон ќоше. Значи зошто? Ако веќе е така, тогаш комитите уште на самиот пристап или на самото наметнување од страна на некој друг дека Миленко ќе биде во клубот, ако не им чини и не им одговара, треба да речат не бива. Не беше Миленко да не биде во клубот. Моите сознанија велат да не биде фронтмен, да не биде на исторена позиција. Немаше никој против неговото учество во структурите на Вардар. Не сум ни ја против. Абе јас пак ќе прашам. Ама не можеш ти ај сега последниот потек кој не го знаеш ни ти, ни никој. На стадионот во Чаир се прави список официјален за влегување на Вардарова делегација, нема ни еден од ВД раководството од поранашното. Влегува нашиот пријател Милош Миленковски Мики,
као див член таму да седи со нив, а не е најавен на список. Добро, дали тоа лежи значи- тоа, дали добро, лепи за ајде Вардар? вака, значи дали тоа значи дека Миленко сака на сила да ги трне комитет од Вардар? Апсолутно по моје гледање. Па јас не Тоа можам. е моја перцепција. Разбирам, ама ајде кажи ми вака објасни ми. Јас не се сложувам за тоа, зошто? Затоа што не е Миленко глуп за да знае дека Вардар не може без комити. Така е, тоа ме чуди и мене. Па не ме чуди, Тоа ме значи јас чуди и затоа мене. не верувам дека е така. Тоа- Има тука нешто. Јас не Тоа знам ме што е чуди. тоа. Има Тука се нешто отвара тука. прашање. Така е, тоа е прашањето на кое што еве ние бараме одговор и бараат одговори од Значи, продукција. Владко Колев беше спортски директор неименуван од ВД раководството со сите нишани, со одлука на клубот, заверено во Фудбалска федерација, именувано во надворешните фактори кај УЕФА. И Владко Колев во јунарскиот превод на рок ги донесе фудбалерите кои му обезбедија останок на Вардар. Кога помина пролетниот дел, кога дојде летото, ниеден не кажа дека Владко Колев, сега го зимам човекот мој долгогодишен пријател, ова не е врзано со директорската Добро, функција. добро. Ние се знаеме 20 години на нас. Ниеден излезе официјално да каже спортскиот директор на Вардар. И релевантно како се вика. Од денес се разреши, му благодариме за неговиот учинок, но спортски директор е, не знам, Игор Ивановски иди. Ете, кратко и јасно. Добро. И тоа да биде заверено. Не е така, апсолутно се сложувам. Јас еве нема, значи, иди, момче кое што јас го познавам. Коректен дечко, Јас ми го го знаеме познавам од вчера. иди повеќе од 25 години и апсолутно сум имала секогаш и коректен однос со него и така натаму. така Бескорно натаму. тоа. Ние Значи, збориме за начинот како се... начинот, апсолутно начинот не му личи на тој начин, не Вардар личи не на имиџот на Вардар. Е, Значи, ако сакаме Вардар да биде клуб голем, такви ниски работи Не треба да се постои трнат. Но, и ако сакаме, денеска слушаме, денеска од трибините, Миленко оставка. Јас прашувам, еве Миленко ќе си поднесе оставка. Што И понатаму? да, Така и е, што така е, понатаму? така е. Значи, Не е решението. еве Миленко ќе си оди. Еве Миленко не чини. Значи, комитите го имаа Вардар во рацете. Може би се уште го имаат. Значи, така. Ама комитите немаат пари. На тоа прашање никој не дава одговор. Абе, другото, комитите немаат пари. Јасен е филмот дека мора некој да влезе со пари во Така е, Вардар. така е. Ако е Миленко тој најдобриот што успеал да најде некој да изигра, баш ми е гајле што направи. Нека тера и нека го води. Па апсолутно. Не. Тогаш комитите нека си свиткаат опашката, како што кажа Мачка, нека си одат на трибините и нека си бидат поддршка на Вардар. Еве им да си прават Ама да баки. биде добро за Вардар. Гледаш дека не оди. Ете, тоа е тоа Не до кое оди. што доаѓаме. Не оди. Значи да заклучиме, дали и ти се сложуваш со ова што го изнесов претходно да не се повторуваме? Значи во Вардар се смениле, се сложува, многу луѓе, многу директори, многу еминентни имиња, многу поголеми од сегашниот за кого зборувам. Да ми извини со цело почит кон неговиот минат труд и ќе речем кавгата си е кавга, почита и минатиот труд не може ни мене никој да ми го земе, нити на него, нити на трет. Сите дошле во Вардар и си отишле од Вардар. Вардар треба да остане. А тоа е поентата, не е поентата. Пази, внимавај, си дошле на поинаков начин. Сега да не го образложам. Добро, еве тоа. оставаме Да не време сум кој што иди во синокешната кога беше емисијата, кажа кај еден од новинарите, не знам, тоа темно е, не се гледа позадината како се вика каст некој подкаст. Значи иди, кажа дека треба да се остави малку време, за многу кратко време ќе се знае. И јас искрено му верувам Ајде, дека нешто ајде. ќе биде. Ама да не ги изгубиме и двете наредни гостувања на Тиквеш и каде гостувам уштедно. На таа тема ќе Две продолжиме. имаме пауза од 15 дена, продолжуваме, имаме две гостувања на Вардар, каде што Вардар може да ги изгуби двете и да се злогуваме пријатно прва лига. Значи, тука ќе направиме еден брейк, во продолжение на емисијата ќе одиме на таа тема. Кој сака може да го води Вардар ако има раката да ја брцне во джебот и да Така го е. води клубот. Но како ќе го води? Зошто нели рековме Вардар е малку и мој, и твој, и на мој сите нас. Застанавме на моментот, не е важно кој ќе стои на чело на клубот, да биде тоа по сите пишани правила и прописи, како што Да го претходно води кажи. клубот со етап, Така, со одлука. дали ќе биде тоа Неделковски, дали ќе биде Кој сака Игор нека Ивановски, биде. ќе биде Митре Петко Станко, нас Кој не ни е сака нека гајле. биде и ние продукција Скок, ако ни Даваме дозволат поддршка. акредитација, ќе влеземе у новинарска ложа, ако не ни дозволат, ќе седнеме на трибини, ќе правиме прилог како што правиме последните два надпревара, на Чаир и на Градски, на трибини, никој да не ни Ама гледа. апсолутно така е. Али
битно е, најважно е Вардар да се стабилизира, да не пропадне овој труд од 3-4 години, каде што и ние двајцата се истрошивме, а се истрошија и јавници луѓе да не дозволат Вардар да пропадне. Добро, значи доаѓаме до моментот, немаме апсолутно никакво барање или никаква против за некој да го води Вардар. Но сакаме резултати како што сите сакаат резултати. Така. И поразот да Каде биде сме сега достоинствен. тука? Така е, каде сме сега тука? Значи, тоа е многу важно и мислам дека доста е со овој административен дел и да кажам клубско раководство и да кажам зошто Вардар нема ниту извршен одбор, ниту управен одбор, нити спортски директор, за надзорен одбор што ќе го гледа финансиското трошење, да не зборуваме, тоа не постои у Вардар. Тоа е имагинарна именка. За клубско собрание каде што биле луѓе, да не се развлекува. Дај да го оставиме ова. Играчкиот дел. Треба да се решава многу време. И дај Боже да се решава. Ајде бе, вака. Што правиме со овие 7-8 играчи кои се донесени, кои очигледно, нека биде субјективно ова гледање, не сакам да навлегувам нити никого да споменам, нити да навредувам. А ако ги споменам играчите кои играа во втората лига, не оскокнуваат и овие не прават таква разлика. Ја не велам дека тие се подобри. Меѓутоа да дојдеш од некаде, од Јужна Кореја, од Гана, од Габон, не знам од каде, од Босна, од Србија, па треба да си два пати подобар од Дурански, од Мартин Блажевски, од Пато, Христијан Николовски. Добро, значи моментот е тој со играчите, јас сега сакам да го искористам ова, иако кажав во тој домен сакам ти да зборуваш, јас сакам да кажам нешто за Омер Агич. Значи тоа младо момче, Азер Омер Агич, тоа младо момче, кој што ми е толку многу симпатично и имам таква некоја посебна емоција кон него кога го гледам. Зрачи од позитивна енергија. Зрачи, така е. Сега, мене ама ич не ми е убаво кога читам колку не го навредуваат лично, него колку го навредуваат со неговата игра. Повторно Омер Агич во прв состав, значи играме со играч помалку. Омер Агич, не знам, греота го брукаш, греота татко му да го повлечел, не знам ова она. Јас гледам фудбал многу години. Колку што имам, па без неколку да извадиш, толку години гледам фудбал. Разбирам толку колку што разбирам. Не може би некако вас вистинските стручњаци да речам, но разбирам. Значи факт е, на страна мојата емоција и симпатија кон Азер Омер Агич. Факт е дека момчето не пружа нешто што му треба на Вардар. Но не е само он, има многу кои што не пружаат. Така е. И на крај крајевите, ниту еден тренер до сега, барем јас кога ги следам, Азер дојде кога Вардар влезе во првата лига, како заселување од Скопје ми се чини директниот дуел. Значи доби шанса, постигна 2 решавачки голови тамо во првата лига против Брера, ми се чини беше, не е ирелевантно. Сега не оди, ама не е само на него што не му оди. А ни еден фудбалер не е венчан за неговата позиција, во конкретниот случај шпиц напаѓач. Не е венчан ниту Дарко Мицевски дека он е централен играч за врска. Може и да не игра. Денеска на преварот Мишковски е тој што не успеа да изблокира. Па голот се препишува на Гачевски. Па Гачевски може да го сакаш. Исто така е ставен на Маки. Не сакајќи е ставен на Маки. Дечкото кој го изнесе Вардар од втората преку првата лига и влегувањето и обстанокот сега е на Маки. Ама исто така по мене е нефер испрема Гачевски. Значи Филип Гачевски толку многу усита надпревари наназад гледано. Па ева овие последниве да ги земеме. Толку многу голови спаси, еден кај што денеска му подскокна топката, кој што беше и сега удри по Гачевски. Не е тоа големата слика на спортскиот дел на Вардар. Вардар има многу дупки во тимот и во екипата. Не е моје сега да критикувам и да фрлам дрва и камени. Меѓутоа, очигледно е, тој не мораш многу да разбереш, да сватиш дека овие што седат на клупа не се послаби од овие што играат. Толку можам да кажам. Ете, генерално нека биде. Значи тука е тој момент каде нема нешто реакција. Каде што луѓето кои што ги донеле овие играчи, односно ова раководство со Миленко Неделковски иди и компанија, не знам кои се другите луѓе, нека ми простат. Значи тие што ги донеле овие нови играчи, нови зборувам што не настапија минатата година. Треба да дадат или да понесат одговорност на играчки план. Апсолутно. Да дадат одговор на публиката. Значи, да излезе некој да рече, го донесовме тој и тој. Заради тоа и тоа. И да не е во право. Ете, не е во право. Па и Црвена звезда прави промошување на трансфери. Кој клуб не прави промошување на трансфери?
Меѓутоа, со овакво однесување се остава сомневање, веќе се удира по нашиот колега Иди, дека има матни сделки околу ангажирање на играчите. Тоа Велам, имаше нешто се по збори медиумите се се пишуваше, сушто. да. Не сме ние што треба тоа да го кажеме. Ние можеме да го прашаме него, па ако сака да каже. А треба да излезе да каже. Налесно е да кажеш, јас не сум ништо во Вардар. И сега, како не си ништо во Вардар, си на официјалниот список на луѓето кои влегуваат на Чаир стадион. А тој што искрвари за Вардар у 10 години наназад, Миле, Мики, Милорад, го нема на списокот. Не е добро, види. Па не е добро. Но секако значи вака, треба да се трне суетата, да се Треба. ако сакаме. Јас имам право да се единство и за добро обратам. на Вардар. Значи имам право да се обратам еднакво како сите оние што се на трибините денеска што викаа и плачеа, како оние што останаа дома, како празната северна и јужна што останаа дома. Значи имам право да се обратам дека треба да се тргне инато, да се трне суетата, да се трне лицемерието за доброто на Вардар. Не може комитите да не бидат дел од раководството на Вардар во не знам каква форма. Додека Дел не се од клубот. премости. Така е. Зошто? Џаве му е на Вардар, имаше една смешка, сега ми е тажно и ми се плаче, ама за оние што се смеат, пошто има и такви кои што се смеат и се радуваат на оваа црвено-црна судбина од денеска запечатена од воска, имаше една смешка која што вика кај отиде бе Тетовче, кој што сега патем никој не го спомнува, а Тетовче направи за клубот. Направи. Кај отиде бе Тетовче у Паланка, се извинувам, у Кратово, да игра пред мечките или ќе игра? Кој ќе му скандира, кој ќе му вика? Истото е и со нашиот Вардар. Ако во Вардар не се решат да се смират страстите, да се седне на маса на тие што го искрвареа за Вардар и го оставија до тука, Така. и не можеа повеќе, бараа помош, Спасија. да седнат на маса со оние кои што веќе се одредило дека ќе бидат. Кој некој решил да му помогнат да Вардар и стои за нив. За И да тоа не биде генерално не Вардар е да лошо. игра пред рефлекторите, за да игра Вардар пред навивачите, за да го наполниме градски. Шо е ова со градски денеска? Што ова ли е градски што го бараме? А има место за сите. Сега ти добро го отвори ово прашање. Денес видовме на нашите трибини транспарент во чест на Горас Михајлов. Така. Не дека е грешка транспарент, не дека Горас не направи за Вардар и го остави во прва лига. А сите забораваме дека Александар Васовски го водеше поголем број надпревари во есенскиот дел од колку Горас Михајлов во пролетниот. Кај се тука горне баја? За Грни, за Бајо, можеби и ние како продукција скок имаме некои, како да кажам, ситни грешки у чекори. Добро, Тие знаеме. направија грешка спред... Да, знаеме ние, значи, можеби некој не знае, Не, меѓутоа на ја знаеме местот- приказката зашто се заврши со Значи, так. сепак има пак политика и во овој транспарент кој го истакнаа за Горас, а не дека не е точен. Таа политика на Вардар не му треба. Не треба така да се дигаат луѓето или да се спуштаат луѓето. У Вардар изгинаа многу тренери, многу играчи, многу луѓе кои се внатре. Што да збориме за Никола Коко Стојановски кој е 15 години во Вардар без плата без се и обстојува. А Коко ако нема кој да ги чува книжките и документите. Така е. Сега вака дигресија правам малку. апсолутно се сложувам. Значи да затвориме денешнава тема, да не бидеме премногу долги и да не бидеме дегутантни да се повторуваме. Не е важно кој ќе биде на чело на рководството на клубот. Некои ќе речат важно е. Не е важно. Важно е Вардар да е добар, Така е. стабилен, да има пари, да има финансии, да има ред, И- да има почит. Така е. Не мора сите да сме во Вардар. За сите има место да го сакаме Вардар. Така е. Важно е Вардар да биде силен, да се врати на старите патеки и важно е градски стадион кога веќе одлучивме дека ќе играме на градски. Важно е градски стадион да почне да ги привира луѓето да доаѓаат да го гледаат. Со оваква констелација на односи, со овакви Нема пецкања, да. со овакви пуштања на петарди под нозете, ништо нема од мојот и од твојот Вардар. Ништо нема од Вардарот на сите оние што го сакаме. Ќе си Така е. останат луѓето дома, ќе ти се Вардар е и јавуваат на мој, телефони, твој. ќе ти плачат. А ќе има и такви кои што ако ќе се сретнеме, зајадливо ќе се подсмевнуваат дека Вардар тоне. Не е добро што Вардар денеска изгуби од Воска, што минатото коло изгуби од Шкупи. Значи И што не може е да добро. изгуби у наредните два надправа на Апсолутно. две гостувања. Има 15 дена пауза за репрезентации, 15 дена да се консолидира, Памет у глава. памет во глава и не заборавајте, Со не луле можете. на мирот. Со луле на Така е. мирот.
Со луле на мирот се пристапува сега. Не со кавги. Тие што го спасија клубот, седнете, договорете се, да застане ова пропаѓање на Вардар. Ова е резултатско пропаѓање. Оставете го другото. Ајде да речеме другото ќе се реши. Ако се реши, ако испаднеме во втора лига, што сме решили? Со 8 заселувања странство. Запалете го лулето на мирот, седнете на маса и договорете се да застане пропаѓањето и да тргне Вардар напред резултатски. Ви благодарам што бевте вечерва со нас, што не гледате. Доколку ви се допаѓаат нашите емисии, кликнете subscribe, бесплатно е, претплатете се. Се гледаме за скоро. Доведување до скоро.